почитуван председател на македонската влада Ковачевски, почитуван амбасадор на Европската унија Дейвид Гир, почитувани амбасадори на Шпанија, на Италија, на Украина, сите останати представници на дипломатскиот кор, подпредседатели на владата, министри, представници на Slow Food, представници на сите 40 здруженија и на сите 200 мали производители кои што сте денеска тука. Исто така почитувани соработници, директори, почитувани представници на медиумите, денеска навистина сме среќни што за прв пат го организираме овој прв саем на кој што се представуваат 40 здруженија и над 200 различни производители, сите токму на едно место. И токму затоа го велиме национален, но тоа е пред се саем на македонските производи, на македонската храна и на македонската традиција. Оваа година поддржавме 50 различни манифестации, саеми дома и 15 во надвор од државата. Сите тие се со силен промотивен карактер и со тоа ги срушивме сите рекорди на поддршка токму за организација и промоција на нашите македонски производи, на нашето македонско вино, сирење, млеко, мед, органски производи, традиционални специјалитети, промоција на домашни автоктони сорти и раси, промоција на туризмот, биодиверзитетот, како и манифестации кои што се за зачување на традиционалните вредности. Меѓу позначајните локални, само да наведеме, беа Преспанскиот јаболкобер, Поречкиот фармер, Кратовската комперијада, Вкусот на Буково, Тиквишки вински салон, но како меѓународни, кои што силно ги поддржавме, беа Винитали, Агра, Провајн, Тера Мадре, Меѓународниот ден на Вранецот и многу други, и како што кажав, срушивме рекорд, поддржавме над 65 меѓународни и локални манифестации. Токму оваа разноликост, локалните и традиционални производи, малите семени фарми, брендови, бизниси и оригиналните идеи и нови трендови беа мотив да сите ги собереме на едно место и да сите заедно го организираме за прв пат овој саем Вкусот на традицијата, да го покажеме нашето богатство и потенцијал за развој, кој што го имаме под ова македонско сонце, во нашите полиња, низ нашите пасишта и нашето богатство од вода и шуми. Според податоците на ФАО, 80% од храната која што е потребно за целокупното население ја произведуваат малите производители. Тоа беше причина, мотив да ја започнеме и да ја продолжиме нивната поддршка. Затоа ќе подвлечам малите производители, заради тоа што се најбитни, особено и во време на криза, тие секогаш треба да имаат поддршката од државата. Тоа мора да биде стратегија на државата, тоа мора да биде стратегија на секоја влада, на секој министер од било која структура. Тоа мора да биде за секогаш така. Почетокот на оваа поддршка беше носењето на правилниците за продажба од праг во 2019 година. Со тоа возможивме сите овие производи да може да се продаваат од куќен праг и од фарма и тоа да биде легално. Затоа фактот што во Агенцијата за храна се евидентирани стотици производители кои што се евидентирани и регистрирани за оваа продажба од праг ја потврдува успешноста на овие политики. Продолживме со промени во законот за вино и изградивме нов систем на регистрирање по полесен начин на физичките и правни лица како мали семени бутик винарии. Резултатот беше за една година нови 100 мали винарии и нови 100 брендови на македонското вино. Тоа се нови над 500 етикети на македонска Смедеревка, Вранец и сите други и автохтони, но и други сорти. Затоа во 2022 година пак за прв пат креираме и поддршка за стартап винарии, за сите овие над 100 винарии да може да аплицираат за грант и да добијат по 600.000 денари за поддршка за опрема и промоција. И тоа го завршивме оваа 2022 година, 60 винарии добија поддршка од 36 милиони денари, кои што веќе ги инвестираат
во нова опрема, во нови етикети, во маркетинг и нови брендови на македонското вино. Токму затоа пак, нашата визија е во 2023 година да креираме и веќе креираме 2 нови програми за стартап грантови не само за малите винарии, за малите пивари, за малите дестилерии, но и за сите овие мали производители кои што денеска се тука. И тие за прв пат во 2023 година ќе имаат можност да добијат неповратен грант од 10.000 евра за да го прошират производството, за да продаваат од фарма, за да прават нови етикети, маркетинг и нови производи. Токму затоа нашата цел е да создадеме нови, не 200, нови 2000 мали производители во наредниот период за кој што е обезбедена поддршка од 10.000 евра во облик на грант. Токму затоа во буџетот за 2023 година 70 милиони денари се издвоени и веќе планирани токму за оваа поддршка, а силно ќе ја продолжиме и поддршката на манифестациите дома, локални, вакви национални, но и секако меѓународни. За сите мали производители би сакал да кажам дека можеби се мали по капацитет, но се оригинални по квалитетот и по постигнатите успеси. Како што кажа премиерот, во услови на глобална криза, ние донесовме мерки кои што се единствени во регионот, програми кои што ги нема во ниту една друга земја во регионот, но резултатите се овде. На ова парче земја, под ова сонце, со овие над 200 мали производители кои што сакаме да станат над 2000. Дозволете ми на крајот да искажам почит и за генерациите кои растат со грижата на СОС Детско село. И тие се денес тука со нас. Денес на нашиот сајм присутни се и нивни представници и нивни волонтери, затоа ве повикувам десно од мене, застанете на штандот на СОС, сослушајте ги, дознайте како може да им помогнете и на овие деца и на младите без родителска грижа. На тој начин денешниот убав ден, денешниот прв сајм ќе биде целосен и заокружен. Почитувани, она што денес го гледаме овде е вистинската слика на нашиот заеднички ентузијазам и љубовта кон нашата земја, со сите богатства, убавини, храна, фолклор и традиција. Навистина ми е драго да се заблагодарам на Slow Food, заради тоа што тие го организираа со наша поддршка денешниот настан, но и на сите други останати субјекти и економско-социјални партнери кои што се денеска тука со нас. Здруженија, фондации, Националната федерација на фармери и сите оние со кои што денеска соработуваме. Земјоделскиот сектор е комплексен збир на многу активности, на илјадници проекти, брзи одлуки, но и моменти кога токму во ваквите сајми треба да се подсетиме дека имаме многу нови вредности, многу наши богатства и брендови со кои што на вистина треба да се пофалиме пред целиот свет. За крај би сакал преку денешниот саем, вкусија традицијата, да испратам клучната порака. Да ја почитуваме локално произведената храна, да си ја чуваме традицијата наследена од нашите баби и дедовци, бидејќи таа е најголем доказ дека овде векувал народ кој што со генерации ја пренесувал убавината и радоста на животот. Уште еднаш упатувам благодарност до сите кои што придонесоа за ваквиот саем. Искрени честитки до Slow Food, до мојот тим, до Управата за хидрометеоролошки работи, до сите институции кои што се дел од нашиот целокупен систем и до сите наши партнери, без кои што немаше ова денес да биде реалност, а пред се поддршка и поздрав до сите мали производители на сето она што ќе имате прилика во следните неколку часа да го видите. Благодарам уште еднаш.